Одбојкарската федерација на Македонија вчера ја изврши ждрепката за полуфиналето од Купот на Македонија во машка и женска конкуренција. Екипата на Лешок за противник во дуелот за пласман во финалето ја доби екипата на Вардар од Скопје. Тетовските одбојкари имаа многу среќа во ждрепката и го добија најпосакуваниот противник. Лешок како голем фаворит ќе влезе во овој двобој, не само поради пласманот на табелата, туку и според играчкиот кадар со кој располагаат екипите. Втората полуфинална двојка ја сочинуваат екипите на Струмица и Студентот Штип. Во женска конкуренција екипата на Универзитет Тетово немаше среќа и за противник ја доби најквалитетната женска одбојкарска екипа во Македонија, составот на Јанта Волеј од Скопје. Втората двојка во женска конкуренција ја сочинуваат екипите на Македонија Макс и Савасака Куманово. Првите дуели ќе се одиграат кон крајот на месецов, додека реваншите се закажани за 12 април. Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Игор Ангеловски го објави списокот на повикани фудбалери за надпреварите против Лихтенштајн и Белорусија. За голманската позиција ќе конкурираат Столе Димитриевски, Игор Алексовски и Филип Гачевски. Во одбранбената линија повикани се Стефан Ристовски, Екзон Бейтулај, Даниел Мојсов, Ванче Шиков, Кире Ристевски и Дарко Велковски. За местата во средината на теренот ќе конкурираат Ферхан Хасани, Душко Трајчевски, Никола Ѓорѓев, Бобан Николов, Давид Бабунски, Александар Трајковски и Маријан Радески. Задолжени за постигнување на голови ќе бидат Горан Пандев, Илија Несторовски, Бесарт Ибраими, Иван Тришковски и Музафер Ејупи. Надпреварот против Лихтенштајн на гостински терен ќе го одиграме на 24 март во рамки на квалификациите за пласман на светското првенство во Русија во 2018 година. Дуелот против Белорусија ќе биде од пријателски карактер и ќе се одигра на 28 март на националната арена Филип II Македонски во Скопје. Вечерва ќе се одиграат предпоследните два надпревари од реванш осмина финалето на Лигата на шампионите. Јувентус има предност од 2:0 од првиот надпревар против Порто и денешниот реванш ќе биде само формалност. Повеќе неизвестност ќе има на вториот надпревар помеѓу англискиот шампион Лестер и шпанската Севиља. Екипата од Андалузија има предност од 2:1 од првиот надпревар, што го остава Лестер во игра за пласман во четвртфиналето. Двата надпревари започнуваат во 20 часот и 45 минути.